Муралот еднакви заедно посилни. Пред да дојде конечно на овој зид имаше многу патешествија, градови, други ѕидови, други тимови со кои што требаше да биде комплетиран, но јас мислам дека финалното излезе апсолутно како најдобро решение. Голема благодарност до општина Кавадарци, до градоначалникот Митко Јанчев за топлото добре дојде. Огромна благодарност до салата Партизан која што ни го отстапи овој зид за да го насликаме. Нашата локална поддршка Нинад Јовановиќ и секако оние без кои што немаше да можат овие 100 метри квадратни да се насликаат така лесно, тоа се Симона Манчева, кавадарачка млада и многу талентирана уметница, и мојот животен и професионален партнер Ненад Тонкин, како и нашиот снимател кој што го регистрираше процесот на работа, Кристијан Караџовски, кој што освен камера фати и четка во дадени моменти кога беше доста густо. Овој мурал во било кој друг град со оваа порака еднакви заедно посилни, веројатно би бил присутен за нешто да поучи и некого да подучи. Меѓутоа во Кавадарци од нашето искуство сфативме дека е добро што е тука, затоа што тука го символизира она што ние го осетивме како дојданци во градот. Значи буквално од секој минувач имавме топол збор, убаво добре дојде, пријателски подадена рака, така што еднакви заедно посилни и солидарноста и еднаквоста која што ја промовираме преку овој мурал во Кавадарци. Со изработка на мурал на фасадата на салата Партизан во Кавадарци се завршува серијата Акто мурали со која се отвори годинешната програма на јубилејното 15-то издание Акто фестивал за современи уметности во организација на Факултет за работи што не се учат, ФРУ. Овој мурал е во продукција на ФРУ со партнерство на општина Кавадарци и КСП Подиум Јадро од Кавадарци. Овој мурал е дел од серијата мурали кои изминативе месеци се изработија во уште 6 града во земјава, и тоа во Битола, Прилеп, Велес, Кочани, Гевгелија, Скопје и овој во Кавадарци. Автори на сите мурали вкупно се Јана Јакимовска, Миле Ничевски, Ненад Тонкин, Ристо Аврамовски, Филип Јовановски, Владимир Мирлич, Давор Кешкец и групата Курс од Белград. Се реализираа во соработка со Бош фестивал од Гевгелија, Културно ехо од Скопје, Центар за современи ликовни уметности Прилеп, Јавен простор Прилеп, Народен театар Битола, Дом на култура Ченто, општина Газибава, општина Велес, општина Кочани, Дом на култура Бели Мугри Кочани, општина Кавадарци и КСП Подиум Јадро Подиум. Овој зафат на изработка на муралите кој се протега на повеќе од 700 метри квадратни и тоа паралелно во 7 градови е кураторство и организација на Филип Јовановски, извршен продуцент е Ненад Тонкин, а во продукцијата се вклучени Марија Стојанова, Кристијан Караџовски, Александар Јовановски и Ивана Васева. Преку овој начин на мурално сликање, идејата беше да се допре до општеството, до граѓаните, меѓутоа исто да се започне една соработка помеѓу граѓанскиот сектор и општествените институции во оваа смисла, општините, културните установи. Можам да се пофалам дека соработката одеше на многу добро ниво, во некои ситуации малку помалку, во некои ситуации многу подобро, но се надевам дека во иднина ќе продолжи таа соработка на заедничко работење и презентирање на нешто што е културна вредност. Муралите се јавни слики кои што сакаат да пренесат некаква порака. Нашата цел беше тоа, преку тие мурали да прикажеме солидарност, заедничко живење, рамноправност, почит према послабите, почит према соседите и така натаму. Културно-социјален простор Подиум Јадро е хибридна установа втемелена на модел на јавно-цивилно партнерство, кој што представува симбиоза помеѓу локалната власт, општина Кавадарци и културно-социјалната мрежа Јадро, асоцијација на културна мрежа од Македонија, каде што се учесници, индивидуалци, културни работници кои што се обидуваат да најдат можност за практика и едукација на културните работници. Подиум Јадро веќе има реализирано неколку настани, основано е декември 2019. Ова е прва соработка со фестивал Акто фестивал за современи уметности во Битола, кој што веќе трае 15 години.
Ние се радуваме на соработката со цел да направиме многу по-ликовни, креативни можности и случувања во градот. Досега се реализирале изложби, театарски представи, неколку музички настани, промоција на кавадаречки бендови и ликовни уметници. И оваа соработка е голем напредок со цел да се најде можност, време и простор каде што младите од тиквешијата ќе практикуваат, едуцираат и разменуваат на знаење и култура. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом. Брзини до 1000 мегабити во секунда. Цени веќе од 650 денари. Оптички интернет до вашиот дом. Само со Инел.